Драги гледачи, мојата денешна соговорничка, автор и моја колешка новинарка која што веќе околу 30 на години се занимава со новинарството, но и со пишаниот збор, пишува книги за деца, но и романи за возрастни. Овој пат промоција Светило на врв планина е вашата најнова книга. Да ве поздравам, Јасмина Кантарџиева Димков. Рековме моја колешка, но исто така и писателка. Ова е ваша 10-та јубилејна книга, која што треба да доживее промоција во еден од нашите градови, но и тука во Скопје. Добро утро. Добро утро. Многу ми е мило што сум ви гостинка. Да имаме можност да ја промовираме книгата, односно промоцијата на книгата, која премиерно ќе биде, бидејќи ќе има после и промоција во Скопје за еден месец. Премиерно ќе биде промоцијата во Струга, во Домот на културата, на 25 мај, со почеток во 17 часот. И не случајно избрана и Струга и тој датум 25 мај, бидејќи книгата е наменета за Светата Спаса Вишенска, а православната македонска црква минатата година Света Спаса Вишенска и незиниот брат Спасе Вевчански ги прогласија за светители, односно започна нивната канонизација. Зошто одлучивте токму за Света Спаса Вишенска да пишувате и да направите книга која што ќе биде намената за најмалите, односно за децата? Пред се би сакала да кажам дека имав таа чест да ја напишам првата книга, духовна книга за деца, која е посветена на житие на една македонска светителка. Интересно е што со оваа светителка и јас се запознав не толку од одамна, значи веќе неколку години, читајќи ги историските, археолошките тези и истражувања од наши големи научници, меѓутоа и од конзули од Франција, од други странски земји. Бранислав Нушич исто така пишува за нашата светителка. За волја на вистината, после цел еден век, Македонската православна црква, слушајќи ги овие научници, темелејќи се на темелни истражувања од историчарите на уметност, од сведоштвата на локалното население, во април минатата година Спаса и Спасе Вишенски стана официјално македонски светители и добија датум во нашиот православен календар, а тоа е 25 мај. Токму затоа промоцијата е на 25 мај во Струга. Се одлучивме за Струга заради да фатиме поголема публика, бидејќи би можеле да правиме промоцијата логично и во селото Вишни, од каде што и каде што се и моштите на оваа светителка. Меѓутоа се одлучивме за Струга за да привлечеме не само да го доближиме Вишни, да ги доближиме животот на нашата светителка и на друг тип на публика. Која била Света Спаса Вишенска? Света Спаса Вишенска, заедно незиниот живот е испреплетен со животот на Спасе Вевчански. Според историчарите, тие биле брат и сестра. Народот љуби да ги вика дека се брат и сестра, меѓутоа веројатно биле брат и сестра по верата, по православната вера. Потекнуваа според докажаните научни истражувања, потекнуваат од Струшкото село од Заграчани, кое што од периодот кога османлиите го етаблирале своето владење во Македонија и почнале да ги спалуваат и да ги скрвнаваат црквите и нашите знаменитости. Веројатно во тој период селото Заграчани било темелно спалено, Спаса и Спасе останале сирачиња и тие се упатуваат кон блискиот манастир на локалноста денеска позната Бабуш, каде што и денеска се наоѓаат темелите на еден многу познат и голем манастир во тоа време, кој бил светилиште на луѓето од тие краеви, наречен манастир на Спасителот, односно Свети Спас. Постојат и песни посветени на манастирот, темелите се уште таму, значи докази имаме и археолошки. За жал, иако тука растеле во известен период, биле воспитувани во духот на македонската традиција, на православната вера, манастирот бил подоцна спален и братот и сестрата, сирачиња, повтор пат остануваа сирачиња и морале да се разделат
за да не бидат заедно фатени. Многу е емотивна разделбата на Спаси и Спаса, бидејќи таа морала да тркне кон Вишни. Тоа се и двете села, и Вишни и Вевчани се, да кажеме, села до ден денеска како братот и сестрата. Братот е Вевчани, а сестрата е Вишни. Мислам, кога ќе бидете на Вишни или во Вевчани, можете да гледате како крстовите секогаш се бакнуваат на еден начин, а многу луѓе се и сведоци на таа светлина што ги поврзува. Тоа е небески феномен некој, што ги навечер ги поврзува со еден прекршување на светлината, како клас, личи на клас, и јас сум го видела. Значи, нашата светица Спаса се вгнездила во една пештерска црква, денеска позната како црквата на Света Спаса, која се наоѓала на 100 метри над земјата. Денеска постои таа црква, има прекрасни живописи кои се фрески кои се останати, може да се запали свеќа, особено се иде масовно во црквата на Спасовден, тоа е четвртокот после промоцијата. Како локалитет е навистина бисер на тој дел. Таква слична црква имаме во Радожда, во селото Радожда. Тие се веројатно од истиот период и веројатно со исти фрескосликари. Додека Спасе, братот, тргнува сосема на друга страна, односно во Вевчани, каде што се сместува во локалниот манастирот над Вевчани, кој се уште постои и кој се уште сведочи за еден период, каде што се посветува сосема на религија, пренесување на религијата, сочувување на зборот, на црквата, на верата, на љубовта, и познат бил како Бабалак, односно како денеска на турски Бабалак, денеска тоа го викаме Отец, нели? Додека Спаса живее сосема поинаков живот. Она живее во таа келија во која порано се осамувале монасите од манастирот Свети Спас, и за жал незиниот живот завршува на млади години, додека Спасе доживува длабока старост. Интересно е што браќата во братот и сестрата понатаму не се сретнуваат, меѓутоа и двајцата се до ден денеска познати како светители, односно светилки, и затоа и книгата се вика Светило на Вртпланина, бидејќи биле символ на, иако осамени и изолирани, биле символ на верата, љубовта и надежта на православието. Убава приказна. Да, убава Нешто приказна, ново дознавме. Адаптирана за деца. Значи во Македонија за жал нема многу духовни книги кои што може да се доближа до децата, треба многу да се биде внимателен при пишувањето, да не се завлегувам премногу, така да повеќе како приказна, како интересна приказна за деца, меѓутоа е налик на стиковница, бидејќи е преубаво илустрирана. Нашата илустраторка е стружанка, стружка уметница, млада, преталентирана, тоа е Викторија Поповска, и на секое поглавје има по 2 илустрации. То само за крај кажавме на 25 мај се одржува промоцијата во Струга, во Скопје дали ќе има промоција, кога и дали ќе има во други градови промоција на вака? За сега останува. Буџетот толку ни дозволува. Книгата ни ја поддржа Министерството за култура и за туризам на Република Македонија и мислам дека благодарни сме и меѓутоа и тие навистина видоа интерес во поддршката, бидејќи знаеме дека Министерството повеќе не е само за култура, туку веќе се прожире и на туризам. И мислам дека ги повикувам луѓето од цела Македонија, ако имаат можност, да поминат во селото Вишни, во бисерот кој се наоѓа на 1000 метри надморска височина, во близина на само 7 километри од Струга, и да ги откријат тие цркви. Таму има 7 цркви во селото, да откријат таа неверојатна убавина што ни ја дал Бог, што не наградил, и да ги видат моштите на... Таму се изложени во црквата Свети Атанаси, се изложени и моштите на светицата.
Јас си благодарам за одвоеното време, дознавме повеќе за светителите. Децата ќе научат преку оваа приказна која што имате напишано вие за овие светители. Останува да ве поддржиме, тоа често пати го велам и јас, им даваме поддршка на македонските автори и новинарка нели во овој случај, да дојдат на промоцијата во Скопје, но и на промоцијата во Струга на 25 мај. И се гледаме повторно. Струга, нека помине во Струга, ако не следниот месец ќе се видиме во Скопје. Многу ви благодарам за одвоеното време. Благодарам и на вас.